Уникатното партнерство меѓу Северна Америка и Европа обезбедуваше мир и просперитет од двете страни на Атлантикот изминативе 70 години. За тоа да продолжи, треба да се зголеми учеството во воените фондови, рече шефот на НАТО Јенс Столтенберг пред новинарите пред неколку дена. Сите на ова се согласиле во 2014 година, подсети тој. Во 2016 година средствата почнале да се зголемуваат, а за 2017 се очекува да се удвојат, барем според најавите на Белата куќа на Трамп. Кои се тие најави? И што тоа значи за зимните аспиранти за членки во НАТО, ке чуеме во денешното издание на Хоризонти, заеднички проект на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка. Јас сум Лилица Китановска. Во временски интервал од неколку дена, подпредседателот Майк Пенс, претходни секретарот за одбрана Џејмс Матис изразија силна поддршка за НАТО, но повлекоа дека на многу од европските држави се уште им недостига јасен и кредибилен патогас кон зголемување на средствата за одбраната. Пенс констатираше дека само САД и уште 4 други држави меѓу 28 членки ја исполнуваат обврската да издвојуваат 2% од нивните буџети за заедничката одбрана. Тие сакаат Европа да ги зголеми трошоците за заедничка одбрана. Тоа Европа нема да го стори. Не верувам дека заложбата на САД кон НАТО ќе се намали, но за новите аспиранти ќе значи дека Соединетите американски држави нема да се согласат за проширувањето, затоа што во моментов имаат претседател кој навидум многу не ја цени вредноста на алијансата. Поранешниот заменик државен секретар за контрола на вооружувањето и верификација Френк Роуз подсетува дека барањата за зголемување на средствата во одбраната од членките на НАТО не се новина. Изјавите од администрацијата на Трамп не се разликуваат од оние од владите на Обама или на Буш. Важно е сите во алијансата да ги исполнат обврските. Сите треба подеднакво и фер да придонесуваат за финансирањето на НАТО. Откако виши американски представници од администрацијата во Вашингтон на средбите во НАТО во Брисел потенцираат дека сите членки мора да ги исполнат финансиските обврски кон заедничкиот одбранбен буџет. Експерти коментираат дека улогата на САД како најголем придонесувач во одбраната на НАТО може да се смени. Од Вашингтон доаѓаат сигнали дека САД ќе инсистираат сите да учествуваат во заедничкиот безбедносен чадор, без исклучаци. Ова е директорот на програмата за одбрана од проектили при Центарот за стратешко и меѓународно истражување Том Карако. Поглавието 5 во НАТО е света работа и нема да биде погазено, но мислам дека секретарот Матис на разговорите со колегите од НАТО изложи валиден аргумент дека нивните граѓани може да станат жртви од систематско кратење на инвестирањето во одбраната од сојузниците на НАТО. Петорката од 28 членки во НАТО, која веќе троши 2% за одбраната, ја сочинуваат Грција, Полска, Естонија, Британија и САД. Македонија треба да влезе во НАТО час поскоро, но се чини дека евроатлантските интеграции се ставени во втор план поради долготрајната политичка криза во земјава. Илија Џугуманов од Евроатлантскиот совет на Македонија вели дека има и политички и општествен консензус за членство на земјава во НАТО. Друга страна се реформите и задачите кои дали ги исполнуваме на време и колку ги исполнуваме, меѓутоа сметам дека целото општество оди во таа насока. Меѓутоа целата оваа ситуација која што се повеќе се одолговлекува, можеби не обесхрабрува, меѓутоа знаеме дека не само во Македонија, туку и на Балканот во фаза кога има политички избори или па уште повеќе некоја политички општествена криза, знаеме дека на стратешките работи се малку знае да се позаборави. По разочарувањето на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, кога Македонија трошеше над или околу 2% од бруто домашниот производ за одбрана, буџетите на Министерството за одбрана оттогаш постојано се намалуваат. Сепак, војската беше повикувана на помош во кризните ситуации како што беа поплавите или обезбедувањето на јужната граница. Секоја наредна година, значи во текот на последниве 10 години, тој буџет се намалуваше и минатата година достигнавме нешто под 1% од одвојувањето од буџетот за одбраната. Ова го велам заради тоа што земјите кои се во развој треба да одвојуваат многу повеќе од буџетите заради тоа што треба да ги достигнат стандардите на современите одбранбени системи. Ние напротив се однесувавме како да сме најразвиена земја и се повеќе и повеќе го намалувавме буџетот.
Марковски вели дека се надева од ИАРМ, како што беше најавено, ќе потроши околу 300 милиони евра за модернизација во наредната деценија. Нагласува дека и покрај малите трошоци за одбрана, тоа не би требало да биде пречка за зачленување во НАТО, затоа што тоа е пред се политичка одлука. Само 5 земји членки на НАТО трошат повеќе од 2% од бруто домашниот производ за одбрана, колку што беше договорено во 2006 година. Тоа беше Хоризонти, заеднички проект на Гласот на Америка и Радио Слободна Европа. До гледање повторно во април од Прага. Јас сум Лилица Китановска од Вашингтон.